Повеќе од 100 милиони евра обезбедува државата за справување со енергетската криза и за капитални инвестиции за подобрување на комуналната инфраструктура во општините, информираат од Министерството за финансии. На владина седница беа усвоени одлуките чие што крајна цел е подобрување на условите за живот на граѓаните. Стои во соопштението од финансии. Во моментов општините се соочуваат со неколкократно зголемување на цената на струјата, а треба да се обезбеди и загревање во зимскиот период. Поддршка од државата, единиците на локалната самоуправа во изминатиот период бараа и преку ЗЕЛС. Колку ова што сега им се нуди е според нивните очекувања. Сметам дека ова помош, доколку рационално ја распоредиме по општини и според потребите и кои би биле по општини, мислам дека ќе значително ќе придонесе позитивно во делот на справување пред се со оваа енергетска криза која што ни престои и веќе во полнек во оваа година, така да сметам дека на некој начин ќе ги амортизираме нашите трошоци, нормално доколку правилно ги распоредиме оние средства по потреби на општините и онаму каде што е можеби најпотребно да се добие оваа помош. Истовремено средствата во однос на 50 милиони се обезбедуваат и за реализација на капитални инвестиции за подобрување на водоводната инфраструктура на општините. Овие средства државата ќе ги обезбеди од Европската инвестициска банка, а општините ќе ги добијат како донација.